Изгласан буџетот на општина Тетово за 2020 година на денешната седница на Советот. Предвидени се приходи во висина од 27.914.000 евра, додека за расходи 30.680.000 евра. Планирањето на буџетот е направено по стандардите дадено од Министерството за финансии идната година, со можноста која е дадена за зголемување на 30%, значи можноста која минатата година ја немавме, и тоа значи дала малку поголема можност во однос на планирањето на расходите. Исто така значи планираните приходи не секогаш успеваме вака да ги реализираме, но тие мора да се планираат како такви, затоа што со планирањето после тоа може да се изградат и другите процеси, значи за развој. Големите проекти кои ги имаме следната година е проектот кој веќе ние го сметаме за започнат, за продолжување на булевардот, индустријскиот булевард, пошто ние таму веќе официјално сме на почеток на припрема на теренот за работи, таму веќе немаме пречки за да продолжиме со работа, додека исто така ги имаме и другите 4 улици кои сметаме дека се ставени во буџетот и во програмите, а ќе бидат исто така под линија на финансирање на Светската банка. На седницата на Советот беше донесена одлука да се даде на користење и управување на објектот Капела на јавното комунално предпријатие Тетово. До сега не беше пуштено, бидејќи мораше да се чека седница на Советот на општина Тетово за да биде изгласана, и од денеска натака, мислам доколку се средат сите формалности, може да се користи капелата. Советничката група од ВМРО ДПМН ја напушти седницата при составувањето на дневниот ред. Тие не се согласија со предлогот за изменување и дополнување на статутот на општината поради промена на името на државата. Ние денес не можеме да учествуваме во работата на оваа седница, во која што се менува уставното име Република Македонија во документите, и сакам да ви известам дека ќе напуштиме работата на оваа седница на Советот. Инаку на денешната седница се усвои точката на дневниот ред за менување и дополнување на статутот на општината со новото име Република Северна Македонија.